Да, емисијата како што најавивме, ја продолжуваме со професорот Драган Даниловски, епидемиолог. Професоре, добар ден, како сте? Добар ден, добро, благодарам. Благодарам на поканата. Гледаме што се случува сега со Омикрон варијантата, со Омикрон сојот. Тоа е најактуелно. Сакам со вас да разјасниме некои дилеми кои граѓаните немногу сега ги имаат, но пред тоа сакам да ве прашам за она што е последно што дојде од министрот за здравство, господинот Беким Сали, кој вас и другите професори, професорот Пановски, професорот Марковски ве повика да членувате во Комисијата за заразни болести. Колку што можев да видам, вие одбивте со образложение, се разбира. Можете ли да ни кажете сега дали се уште останувате на истиот став по овој повик на министрот? Па секако, јас уште одамна во врска со еден таков случај кога беше пласирана некаков предлог наводно од ЛДП и така натаму во Комисијата за заразни болести, убаво напишав дека не доаѓа предвид да влезам во било какво тело, фискално на извршната власт, затоа што тоа мене дефинитивно би ми значило загуба на автономијата. Јас сум универзитетски професор, настапувам апсолутно независно и автономно и знаете како е тоа, кога ќе влезете во системот, тогаш дефинитивно ја губите автономијата. Зошто ја губите? Затоа што едноставно ви се ускратува просторот да бидете објективно критични во однос на анализата, во однос на согледувањето на објективно на состојбите. Едноставно не може да не бидете пристрасни. Знаете како, Комисијата за заразни болести, јас тогаш кажав, истото го мислам и сега, представува советодавно тело на министерот. Го знам тоа, затоа што јас бил министер на времето. Значи, советодавно тело кое што носи заклучоци, не носи никакви одлуки конечни, извршни. Тие заклучоци министерот може да ги прослуша, може да не ги прослуша и да донесе своја одлука. Хендикепот е што дури министерот своите одлуки ќе ги понуди на кризниот штаб на владата и тие одлуки можат да му бидат прифатени или да не му бидат прифатени. Значи тука има еден цел банец на одлучување, на крај владата одлучува дефинитивно. Значи така како што се поставени работите во однос на функционирањето на Комисијата за заразни болести е нешто што од секогаш било проблем и мислам дека апсолутно е депласирано да се вмешувам во нешто такво. Едноставно понатаму, кога сте во еден колективен орган, таму има и други членови, таму се надгласува, таму вие ќе имате едно мислење, други ќе имаат друго мислење, доаѓа до надгласување, така натаму, така што после 2 дена веројатно би си отишол. Овој другиот сегмент, односно опцијата тим на советници, тоа е исто. Исто и советниците, ако ги послуша министерот, ќе ги послуша, ако не ги послуша, повторно истата скала, истиот ланец на нивоа на одлучување и важеле и за тие советници. Така што за мене е најприфатливо да останам автономен, независен и стојам на располагање и на министерот и било кому, и како што тоа 2 години го правам со граѓаните и комуникацијата со медиумите, да најдобро што можам, најчесно од стручен човечки секаков аспект да ги анализирам состојбите без било какви вмешувања на пристрасности, елементи на пристрасност од било која страна. Тоа е мојот став. Знаете како, јас и во минатиот период бевте сите сведоци, министерот Филип ќе каже еднаш дека се консултирал со бивши министер, па испадна дека тоа јас. Секогаш кога ме прашал на времето, тоа беше првата година, сум излегувал во месеци, сум му кажувал како јас мислам.
И тоа прекина во еден момент. Јас стојам на располагање и на овој министер актуелниот и на било кој друг понатаму, или било кое друго тело, влада или било кој да ги дадам своите стручни мислења. Ако сте советник на министерот, вие едноставно, ако критикувате, ќе го критикувате во четири очи. Не ќе можете, неприкладно би било да излегувате во медиуми и да критизирате. Разбирате, еве замислете како тоа изгледа. Од Комисија за заразни болести да излезат сега и да кажуваат работи кои што се, да кажам, спротивни од некои заеднички таму. Да, професоре, еве уште едно прашање во однос на комисијата. Имаше препораки од комисијата за најчесто препораките од комисијата за заразни болести се прифаќаат од владата понатаму, но имаше и некогаш некои препораки кои не беа прифатени, па тоа беше тогаш и критикувано од некои членови на комисијата, но според ова што го кажувате вие и според тоа како се поставени работите, дали можеме да кажеме дека комисијата за заразни болести служи само како декор во некои случаи, служи како само едно тело кое постои, како што вие велите, совет одавно, без некоја моќ да носи реални одлуки, и дали некогаш тие одлуки не се толку стручни, не се толку експертски, туку се повеќе политички во зависност од тоа како налага ситуацијата. Па, во комисијата членува, и не знам сега кои се членови, од секојаш членувале фини луѓе, да речам, и стручни луѓе, од една страна. Од друга страна членуваат по функција директори на јавни здравствени установи, не знам, и директорот на санитарна инспекција или не знам кој друг. По дефолт тие се подчинети на министерот, тие мораат да внимаваат што ќе зборуваат таму, разбирате? Значи, јас верувам дека се кршат копја кога тие таму дискутираат, но пак ќе речам, поставеноста организациона на таа комисија за заштита од заразни болести е таква што одлуките, односно заклучоците што тие ги носат, не се конечни. Дефинитивно не се конечни. Може да ги послушаат, може да не ги послушаат. Друга работа е дали одредени одлуки, заклучоци што тие ги носеле, дали се докрај стручни или не се. Се осмелувам да речам дека во најдобар дел не биле соодветни заклучоците. Не биле докрај издржани, не биле докрај пропорционални, соодветни на предизвикот, на актуелната епидемиолошка ситуација. Зборам за минатото. Да. Добро. Ќе оставиме за сега комисијата да преминеме на оно што се случува со омикрон сојот, кој ми се чини дека сега е барем според извештаите доминантен во земјава како и во светот. Професоре, она што најмногу ги збунува ми се чини граѓаните сега се реинфекциите со омикрон сојот. Гледаме зголемен број на реинфекции, тоа го покажуваат и извештаите на Институтот за јавно здравје. Вели само изминатата недела од 24 до 30 јануари биле пријавени 1558 реинфекции или 1/4 од вкупниот број повторни заразувања. Кажете ми, луѓето на некој начин се збунети, но и исплашени, бидејќи луѓе кои што прележале, и тоа прележале скоро COVID-19, повторно се заразуваат. Дали омикрон сојот целосно ги прескокнува сите тие имунолошки одговори и од претходна зараза и од вакцина? И многу важно прашање, дали може повторно да се резаразиме доколку сме прележале омикрон повторно од омикрон? Одамна беше кажано, уште кога се појави во Јужна Африка, првичните испитувања кажаа дека во одредена мера го заобиколува имунитетот, стекнат било со прележување, било, а потоа се покажа дека и имунитетот што стекнат со вакцини. Но тоа беше из очекување. Но добра вест беше што се покажа, се претпостави прво, па се покажа дека навистина предизвикува релативно поблага клиничка слика, не спектакуларно многу, некаде околу 50%.
Тоа што кај нас се случуваат толку многу реинфекции, тоа се случува секаде во светот, едноставно заради тоа што имунитетот стекнат против Делта, впрочем и претходниот сој, впрочем како кај сите коронавируси, бледнее со тек на време и зависи кој кога прележал. Значи, оние што прележале во некој период од претходни 3 месеци би имале најголемо ниво на заштита. Оние што прележале малку порано, кај нив тие неутрализирачки антитела се избледнуваат малку побрзо а веројатноста за заразување со новиот сој, кој што рековме ја заобиколува одбраната, веројатноста е поголема. Истото се однесува и на вакцините, чија што заштитна моќ исто така е највисока негде првите 3 месеци, па после до 6 месеци опаѓа. За жал, ние огромен дел од населението го вакциниравме со кинески вакцини, кај кои што положивотна распаѓање на антителата е некаде само 42 дена. Значи, за отприлика 3 месеци нема никакви антитела. Значи, тие апсолутно се покажа дека не штитат од Омикрон. Понатаму, овие други, да кажеме Астра, Спутник, Фајзер, што беа кај нас во аптек, и се, избледнуваат, го губат малку, ја губат силата, така да кажам, за нешто малку подолго, после 5-6 месеци, но дефинитивно тоа не е гаранција дека нема да се заразите. За среќа, заштитата од хоспитализација, од потешки симптоми, остана на високо ниво кај Фајзер, Спутник и делумно Астра. И, да кажем, тоа е во целата работа добра вест, ама и тоа пак сега зависи од времето што поминало помеѓу од последната доза, од втората доза до заразувањето. И затоа се инсистираше и единствено решение практично е за човек максимално да се заштити, да се прими трета доза, ако граѓанинот е постар од 50 години или ако има дури и ако има хронични некои заболувања, затоа што се покажа дека третата доза или ревакцината штити некаде во просек од заразување во првите 3 месеци меѓу 50 и 70% дури во првите 3 месеци, а од тешка болест или од хоспитализација некаде дури 88-90%. Од смртен исход уште повеќе. Значи, целата идеја за човек максимално да се заштити е да се вакцинира по трет пат. Помладите од 50 години, или уште помладите, кои што биле вакцинирани со 2 дози, на Pfizer или не мислам на кинеските, постои можност, нели, ако би им се ризикувало, заразата со Омикронот да биде за нив трета доза. И тоа е опција, затоа што постои веројатност полесно да ја поминат. Секако и за нив третата доза е поповолна варијанта. Тоа е она што може да се каже во врска со заштитата. Сега, ако ме прашате зошто толку многу се хоспитализираат, па причината е веројатно најмногу, и таму читаме дури дека околу половината од хоспитализираните се вакцинирани. Тоа вакцинирање е она што го кажав пред малку. Прашање со кои вакцини се вакцинирани. Ние не добиваме официјални податоци јавно со кои вакцини тие што се хоспитализирани се вакцинирани. Претпоставувам дека во најголем дел станува збор за кинески вакцини и во најголем дел станува збор за завршена вакцинација пред повеќе месеци, сигурно повеќе од 5-6 месеци, кога заштитата и од хоспитализација драстично опаѓа. Професоре, кога сме кај ова, кај вакцинираноста, според вчерашниот извештај од Институтот за јавно здравје во однос на инфекциите и на починатите, вчера имаше 26 починати, од тие 26,
14 лица биле целосно вакцинирани, тоа е вчерашниот извештај и морам да кажам дека ги споредував и претходните извештаи, процентот на бројот на целосно вакцинирани лица во вчерашниот извештај е нешто поголем, повисок, не се секој ден толку многу целосно вакцинирани, но сепак ова ми се чини прилично голема бројка. Значи од 26 починати, 14 целосно вакцинирани. Па тоа е доцнежна последица, да речем, од она што беше пракса кај нас, огромен дел од населението да се вакцинираат со кинески вакцини. Ви реков, за некаде помалку од 90 дена после примање на втората доза на Синофарм или на Синовак, немате веќе неутрализирачки антитела. И сте табула раза за било кој вирус и за Делта, за кој што беа давани вакцините, а камоли за Омикрон. И во целата работа, замислете сега, ако беше овој Омикронов од една страна толку заразен, од друга страна да предизвикуваше потешка клиничка слика како претходникот негов, на што ќе личеа болниците. Сега немаше да имаме 600 и таму отприлика колку вкупно хоспитализирани, туку ќе имавме некаде можеби 2-3 илјади најмалку, ако не и повеќе. Значи, се работа на типот на вакцината и периодот кој што изминал од последната доза примена до моментот на заразување. Професоре, во однос на заразувањето и на заштитата од заразување, ми се чини дека тој проблем со вакцините го имаше претходно и со Делта сојот, кој исто така го зголеми тој процент поуспешно ги заобиколуваше вакцините во поглед на заразување. Сега зборуваме, додека кај Омикрон сојот читам некои анализи дека речиси да не постои заштита од заразување со примени вакцини. Сега сакам да ве прашам, некои ваши колеги веќе зборуваат за тоа, за целата оваа стратегија во поглед и на изолациите, во поглед на тестирањата, но пред се во поглед на вакциналните сертификати, дали тие воопшто сега имаат смисла со Омикрон сојот? Немаат. Сертификатите се нешто што би имале смисла ако имавме вакцини, ако имаше свет од вакцини кои што 100% штитеше од заразување, или штитеше, нема 100% никогаш, да речеме во висок процент, и тогаш имаше резон да се воспоставуваат. Сега во светлото на постоењето на Омикрон, кој што апсолутно не го признава имунитетот, или го признава во извонредно мала мера, и тоа некаде велам, додека е уште човек свеж, додека е тазе, или прележан, или вакциниран, сега веќе тоа нема никаква смисла. И тоа само создава, сум пишувал за тоа, создава само еден непотребен немир, вознамирување, револт кај граѓаните, една непотребна дискриминација, од проста причина што немаат никаква функција, нефункционални се. Сведоци сме сите дека релаксирање на мерките во смисла на кревање на обврската за ковид пасоши, веќе таква пракса е воспоставена во некои земји, нели? Данска, Британија сега од денеска мислам почнуваат, Шпанија најави, скандинавските земји, Шведска, Финска, Норвешка најавија дека кон средината на февруари веројатно и тие ќе ги релаксираат тие мерки. Така што дефинитивно краток одговор, не сум за ковид пасоши, односно сертификати за вакцинација, затоа што немаат никаква смисла. Треба што побрзо да се подигнат кај нас. Не може со безсмислена мерка, каква што е обврската да покажете ковид пасош, со таква безсмислена мерка да го принудувате граѓанството, да му форсирате, да го силите да се вакцинира. Мислам, знаете, има некои други методи за таа работа. Со безсмислена мерка не се постигнува ефект со смисла. Тоа е едно. Друго нешто, на планетарно ниво мислам дека
паднаа сите држави на испит, едноставно заради тоа што она што значеше препораки од Светска здравствена организација, кои што така можне варираа во, дури контроверзни беа во одредени моменти, едноставно не се воспоставија точни стручни критериуми кога одредена мерка треба да стане порестриктивна, кога се прават локдауни, кога се релаксираат и така натаму. Имаме сведоци сме во Кина, да кажеме, ставија во локдаун 13 милионски град, не знам како се викаше, за 3 регистрирани позитивни случаи. Или, не знам, Нов Зеланд или Австралија, како е вака најеклатантен пример, за такви непотребни, безсмислени рестрикции, кои што мислам дека дефинитивно немаат ама баш никаква врска со струка и со медицина и со епидемиологија, туку имаат некаква друга смисла, за што јас не сакам да шпекулирам. Да, и уште едно за омикрон сојот, и вие сте зборувале за тоа и многу се зборува во светот за тоа дека омикрон сојот можеби значи и крај на пандемијата. Имено сојот е толку заразен, толку ги надвладува сите други соеви, едноставно ќе ги зарази сите. Дали тоа навистина така ќе се случи? Дали е тоа навистина така во епидемиологијата? Дали може да се јави друг сој кој може да го потесне омикрон? И дали тој друг сој, за да го потесне омикрон сојот, треба да биде уште позаразен од него? Како тоа сега функционира? Па јас уште во август месец, тогаш немаше ни авер омикрон да се појави, кога беше уште делта актуелен, кога кај нас како контраст на светот бројките не растеа во тој летно-есенски бран кај нас толку многу, велев дека веројатно некаде околу 70% од 65 до 70% населението е веќе имуно, дека имало контакт со вирусот, нивото на вакцинација беше скромно, не сеќам колку беше, но врз основа на она што значеа мерки кај нас, кои што најчесто беа задоснати или несоодветни, во принцип зборувајќи, од друга страна невозможноста системот да ги испорача тие мерки како што треба. Па ние бевме сведоци цело време дека пола држава било каква мерка не почитуваш, така да се изразам. Значи, од друга страна, психологијата на нашето население е едно многу често во почетокот ирационални отпори, некакви револти, гневови и така натаму, недисциплина и слично. Значи, од една страна системот не ги испорачува мерките, од друга страна населението не ги почитува. Сето тоа како комбинација практично доведе до тоа да ние бидеме земја која што многу брзо, и се уште сме такви, пак сме негде во врвот, имаме население со многу висока стапка на имуност, независно дали со вакцина или со прележување. Во една таква ситуација се појави, уште тогаш кажав дека тоа е најава дека ќе достигнеме еден колективен имунитет кој што ќе го сведе делта на ендемско ниво на постојање и дека практично ќе биде крај на пандемијата кај нас. Се појави омикрон на 4 декември, значи неколку дена откако се појави омикрон во Ботсуана, односно Јужна Африка, изјавив дека откако станаа познати карактеристиките негови, дека е многу заразен и така натаму, но дека сепак изгледа полесна клиничка слика предизвикува, изјавив дека обично кога такво нешто ќе се случи, тоа е знак дека вирусот, короната, кој што ја направи пандемијава, се наоѓа во ќоше, се наоѓа стиснат во агол, дека, така, ќе ми дозволите фигуративно да се изразам, чувствува дека обрачот околу него се стега и дека се обидува да се извлече од обрачот. Како да се извлече? Така што ќе се обиде да го измами, да ја премавне, да ја измами баш така, да ја излаже одбраната која што дотогаш била стекнувана против него,
и да помине покрај неа. Така се случија тие некои 37 мутации само на спајк протеинот, вкупно негде 60 и кусур на самиот вирус, што го направи маскиран нов сој кој што наеднаш во многу мала мера или воопшто не беше препознаван од претходно стекнатата одбрана за Делта. Истовремено, тој обид да стане побрз, да го заобиколува имунитетот, е проследен со интересна идеја, односно појава да на вирусот не му се исплати да ги убива премногу брзо своите домакини, туку да ги остави да го шират што подалеку на што поголем број нови жртви. Тоа се манифестираше со помалата негова смртоносност. Кога ќе се појави таков сој, таква кај вируси кои што брзо мутираат, како што се коронавирусите, тоа дефинитивно е знак дека вирусот е при крај, дека му се гледа крајот, дека е тоа, јас велам, лебедова песна на короната на планетава, но тоа не е баш така. Тоа нема да оди баш така, ќе оди крајот партија по партија, чекор по чекор, регион по регион, од проста причина што она што значеше заложба во светот, вакцините да бидат еднакво и правично распределени во сите делови од планетата, тоа не се оствари. Оној ковак системот падна на испит, она што значеше некакви декларативни заложби да донираат богатите земји вакцини на сиромашните, на Африка да речеме, Америка да кажеме, вети дека ќе даде 1,3 милиарди бакшиш дози, донации, до сега се дадени само 591 милион отприлика. Значи и донирањето нема никакво влијание, така што остана нееднаквата распределба на вакцините низ светот и тоа така останува. Ако не се направи нешто да се кренат оние авторски права, да се отстапат авторските права на сите земји кои што имаат инфраструктура за производство на вакцини, а таква иницијатива веќе има направено Индија и други 120 земји, значи да се што значи терапија, не само вакцини, туку и терапија, да се ослободи од лиценци, да се тргнат авторските права и да може секој да си ги произведува и на таков начин што е можно побрзо да се обезбеди еднаквост на достапноста на вакцините. Само така ќе може многу побрзо пандемијата на планетарно ниво да се реши. Ние ќе си ја решиме овде. Да се вратам на почетокот на оно што ме прашавте. Значи, омикронот дефинитивно значи крај на пандемијата, таква каква што досега ја имавме, во форма каква што досега ја имавме. Омикронот епидемијата на омикрон кај нас точно од 23 овој месец постојано бележи пад на оние така наречени, ги викаме, 7-дневни подвижни просеци. Цело време бележиме пад. Настрана е смртноста, ќе ми дозволите после да ја коментирам. Да. Но она што значи бројки стивнува. Тој така наречен ефективен репродукцијски број, мерило параметар за мерење на интензитетот на ширење, негде веќе дури под единица. Значи, стивнува целата работа. Сега, долг е патот додека дојдеме до некое прифатливо, толерантно ниво на бројки, кои што ќе ни овозможат нормално функционирање и нема да ни го реметат, значи, секојдневниот живот. Веројатно за тоа ќе треба да почекаме до некаде март месец. Но дефинитивно летото ќе го имаме слободно. Некои протестираат од каде ми се несум баба Вања и така натаму, па тоа е, знаете, струка. Како што одите кога ќе се разболите од некоја, не знам, кардиолошки проблем, одите на кардиолог, ја прифаќате
без поговор терапијата кардиолошка, така постои и специјалност во медицината за оние што се душегрижници, од каде ги знам тие работи, постои специјалност во медицината што се вика епидемиологија, таа има своји методи, статистички методи и други кои со чија што помош можат да се вршат проекции и прогнози за подолг или покус временски период во иднина. Ова вака мала дигресија. Да, професоре, да се пошегувам само кусо за ова, како објаснивте како делува омикронот, значи за еден микроорганизам кој нема мозок, ми се чини дека прилично добро ги надмудрува сега луѓето со сите наши мозоци сега за сега. Па видите, тоа е многу интересна таа екологија, таа борба за адаптирање на прилагодување на едни на други, на живите видови, секој се бори за свое место под сонцето. Навистина, тоа е нешто вака прекрасно човек да земе да го анализира, да го проучува. Но знаете, кога стана збор сега за омикронот, едноставно во епидемиологијата има една, велиме, се тркаме со вирусот или со причинителот во одредена епидемија. Во таа трка, ако не можете да го стигнете, прво ако не можете да го спречите, нема да го спречите. Па потоа се тркате со обид да го престигнете со инсистирање на вакцинирање на населението што побрзо. Ете, и тоа не успева. Не се вакцинираат луѓе. Не може со сила да ги терат. Во тој случај, кога имате пребрз непријател, пуштите го нека влезе на територија. Тоа вие и јас користам често една паралела, Кутузов стратегија. Знаете, од времето на наполеонските војни. Спалена земја. Да, пуштете го нека влезе. Па и во Втората светска војна русите ги пуштија германците да влезат длабоко внатре и сами во себе се задушија после. Како и во времето на Наполеон. Значи, пуштете го непријателот, едноставно, пак ќе ми дозволите колоквиален израз, ќе се испуца околу себе, ќе зарази, што ќе зарази, она што е за горење ќе изгори во смисла на заразување. Она што значи, и ова е една стратегија која што беше крстена, да кажем така, шведско сценарио, ама тоа шведско сценарио они го одиграа во време кога има многу смртоносен непријател, значи малку се пресметаа во чекорите. Меѓутоа тоа шведско сценарио во принцип, кога го имаме омикрон на сцена, е изводливо, пак ќе речам се хипотетично, ама така гласно размислувам, изводливо е само ако системот, државата има капацитет да ги изолира старите лица, како да кажем, една кампања информатичка да спроведе меѓу населението, да семејствата бидат дисциплинирани, старите лица да ги тргнат настрана, да ги засолнат на некој начин и се друго што е прележано и вакцинирано да излезе и да се изложи на вирусот. Личи малку несериозно, меѓутоа тоа е една од опциите која што држи и која што влегува, доаѓа предвид кога станува збор за непријател кој што не можеш во првиот налет да го совладаш. Па ќе ве потсетам, постои една декларација на Грейт Барингтон уште во октомври минатата година која што токму за ова се залагаш. Но за тоа би требало да бидат исполнети одредени предуслови за кои што мислам ние тоа не можеме да ги задоволиме. Едноставно капацитет нема системот да ги испорача одредените мерки, нема капацитет да кампања информатичка да направи која што ќе биде успешна. Едноставно луѓето не веруваат на системот. До таа мера е изгубена довербата на граѓаните во државата. Не мислам сега на ова актуелна, генерално наназад 30 години.
И тука едноставно немате партнерство со граѓанството. Да, професоре, кога зборуваме за здравствениот систем, Македонија е меѓу земјите во светот со најголема смртност од корона пандемијата пер капита. Имаше моменти кога бевме во самиот врв, меѓу првите 3, меѓу првите 5 земји. Тоа варира. Никогаш не добивме прецизно, јасно објаснување од здравствените власти за таа смртност. Секогаш добивавме некакви површни објаснувања од типот дека граѓаните доцна се јавуваат на лекар во Македонија, дека тоа е за тоа, дека има многу коморбидитети и така натаму, како во другите земји да нема, но не добивме прецизна, јасна и издржана анализа за причините за толку зголемената смртност во нашата земја. Дали мислите дека после 2 години од оваа пандемија, дека здравствениот систем нешто научил, дека нешто се подобрил за воеднина да се справуваме со овакви предизвици? Очигледно не. Во почетокот јас сум бев убеден, и сигурно и тие фактори вие што ги спомнавте имаат и понатаму удел, затоа што ние сме во споредба со другите европски народи, па ако сакате и на Балканот, една од најнездравите популации, извинете вака што ќе се изразам, во смисла на општа здравствена состојба, во смисла на присуство на ризик фактори што го нарушуваат здравјето. Па пола население пуши, не знам колку пие, преку 60% од населението од машката популација се прекумерно тешки. 20% од нив се дебели. Значи имате прекумерно тешки, па има едно ниво понатаму дебели. Сето тоа се ризик фактори. 400.000 некаде имаме диабетичари, околу 100.000 имаме астматичари. Секој втор има покачен крвен притисок. Ние немаме стратегија во која што, како американците што имаат, да речеме, стратегија во која што за исхраната, во која што ќе биде на сите звона промовирана, која што ќе биде дел од наставата, од наставните програми во училиштата основни, а камоли во средно. Ние немаме здравствена култура во просек земено како население на високо ниво, за да можеме да сметаме дека имаме здрава имунолошка одбранбено ниво, имунолошка одбрана, која што неспецифично ќе ни обезбеди шанса полесно да поминеме при вакви предизвици како што е со вирусов. Од една страна. Од друга страна, точно е дека некои граѓани доцна се јавуваа на преглед, на тоа беше на почетокот, велеа ќе одам во болница, ќе ми не знам што ќе ме направат, ќе ме убијат и така натаму. Имаше и такви елементи, меѓутоа најважен елемент е, и затоа на почеток кажав, не научи здравствениот систем ништо. И сега тоа ќе го образложам. Еве зошто? Затоа што ние сме, веројатно, една од ретките земји во светот, би рекол, што се уште немаме воедначен, единствен протокол за лекување, за превенција имаме. Како да оди пациент, како да се однесува, контакти, како и така. Ама за лекување на сите нивоа, ние такво нешто немаме. И ја неколку пати досега сум изјавувал и сум пишувал дека тоа, ако ништо друго, е обврска по закон. Значи, ние цело време, лекувајќи ги пациентите без такво упатство или протокол, незаконски ги лекуваме практично од формално правен аспект. Зошто? Затоа што има нешто што се вика Закон за здравствена заштита. И таму има член 27, став 1, кој што вели, отприлика ќе парафразирам, дека здравствените работници, здравствената дејност ја спроведуваат во здравствени установи врз основа на упатства донесени врз медицина базирана на докази. Отприлика вака гласи. Такви упатства има на сајтот на Министерството, ќе ги најдете. Пише упатства базирани на докази. Има околу 58, меѓу кои што и
за сите области од медицината. Има и инфектологија. Во делот инфектологија има 58 болести кои што меѓу кои што го има SARS оној од 2002, го има MERS од 2012, SARS-CoV-2 го нема. Ако го нема и ако ние немаме упатство кое што ќе важи како закон на кое што мора да се држи секој доктор што се занимава со третман на болни од COVID, ако ние такво нешто немаме, ние значи напамет ги лечиме луѓето и тоа напамет значи импровизација, а таа импровизација се манифестира најмногу со по линија на најмал отвор, би рекол, најлесно му е на пациентот да се покрие и себе и да го задоволи секој доктор да се покрие себе си и да го задоволи пациентот со тоа што ќе му ординира антибиотик. Не еден, многу често два и повеќе. И сега, ако земам да образложувам зошто антибиотик не се дава кај COVID, односно се дава само ако постои бактериска компликација, нели ќе биде многу долго, но само ќе кажам дека прво антибиотици не делуваат на вируси, второ, ако се дадат непотребно, тие ќе уништат или ќе компрометираат бактериската цревна флора. Трето, бактериската цревна флора представува регулатор на имунолошкиот одговор на организмот и ако тој регулатор се компрометира или се ослабува дури имунолошкиот одговор, имуниот одговор кон вирусната инфекција. А организмот во борбата со вирусите, па и овој, се потпира пред се на собствената на одбрана на собствените сили. Сега, јасно е, нели, зошто е смртноста толку голема. Му го уништувате имунолошкиот систем и вирусот се однесува, ќе кажам, како во авлија, без кучиња. Се влошуваат непотребно симптомите и непотребно се зголемува ризикот за смрт. Имаше, професоре, и доста извештаи, сведочења од страна на пациентите и за начинот на третман во здравствените установи, се жалеа и на недостаток на персонал, пред се на оној среден персонал најмногу, но кога вие зборувате за протоколите, имаше например примери кога дојдоа некои терапии, например онаа со ивермектинот, дали треба, дали не треба, па на крај се прифати да се дава. Па имаше во некои болници се даваше, во некои не се даваше. Имавме и таква една чудна ситуација во здравството. Па видите, ако би се донело упатство базирано на медицина на докази, специфично за COVID-19, а врз основа на член 27 став 1, тогаш тоа би било законска обврска да биде почитувана и тоа упатство да биде почитувано од сите што се занимаваат со лекување на COVID. Дали во тоа упатство ќе стои ивермектин или ќе стои, не знам, моноклонални антитела или ќе стои нешто трето и така натаму. Тоа не е моја работа, јас не сум клиничар, ќе седнат стручњаци од таа област и нека си го направат тоа упатство. Ама дефинитивно, ако таму пишува, да речеме, го спомнавте ивермектинот, тоа ќе треба да биде обврска за секоја здравствена установа во државата. Не може кому како ќе му текне. Настрана што за ивермектинот, нали, посебна приказна го анатемиса сите регулаторни медицински агенции, па и дури асоциации здравствени и така натаму, дека не бил ефикасен. Ја не се согласувам со тоа, ама сега не е место каде што би сакал тоа да го елаборирам. Јас лично сметам дека ивермектинот е ефикасен. Инаку, во целата таа работа, само да се надоврзам на протоколите, па конечно треба и добро е тоа што пак Словидот се спомнува дека ќе се набави кај нас, ама тоа само како намера, прашање кога тоа ќе биде, нели? Терапија која што апсолутно е game changer, нешто што дефинитивно го свртува текот на играта
ќе биде тоа така, ама треба за тоа да се делува многу брзо. Исто така, со тринивумавот има едни моноклонални антитела специфични за омикрон. Треба и нив да ги набавиме и врз основа на тоа што е на располагање најефикасно денеска во светот, тоа да се стави на хартија, да се направи упатство и да се дигне на ниво на законска обврска. Секој што нема да го почитува тоа, да одговара кривично. Ние такво нешто сега немаме. Имаме баш и бозок. Да, професоре, имаме уште само неколку минути до крајот. Би ве прашал уште само за улогата на приватниот здравствен сектор или за болниците кои се во приватна собственост, кои делуваат во здравствениот систем во земјава. Тие никогаш не беа вистински и суштински вклучени во третирањето на пациентите со COVID-19, освен кај оние пациенти кои плаќаа приватно кај нив, значи не беа вклучени од страна на државата. Имаше еден обид и од екс-министрот Филипче, каде што тој кажа дека се направи некаков центар за 100 пациенти, но и тоа никогаш не заживеа. Дали мислите дека државата требаше поинаку да го менаџира тој проблем? Секогаш кога требаше. Секогаш кога настанува глобална криза со многу жртви, државата има право да ги стави под своја капа, под своја команда, да речем, комплетно сите здравствени установи, сите ресурси што се релевантни за решавање, за справување со таа глобална криза. Тоа значи, ако здравствената дејност е она на која што се подпираме, ако здравствената дејност е јавна дејност, апсолутно небитно е дали собственикот на средствата за работа, значи на ресурсите, материјалните средства, дали е приватник газда или е државата газда. Апсолутно ирелевантно. Дејноста е единствена. Дејноста мора да се менаџира, да се командува од еден центар, од државата. Кризен штаб ли ќе биде, не е битно. Значи, сите ресурси од приватните болници и приватните лаборатории требаше да бидат на располагање на граѓаните под исти услови под кои што беа на располагање и оние во државна собственост. Или тоа уште по-конкретно значи цените на услугите, на тестовите, да речеме, да бидат односно не да бидат на терет на фондот. Значи се што значи здравствена услуга од дијагностика, значи тестирање, до здравствени услуги, лекување, да беа на терет на фондот исто под исти услови како што тоа беа услугите во државните здравствени установи. Тоа не го направија и се случи за приватниците Елдорадо. Се случи воено профитерство од најцрн вид, ќе речам. Простете, ама сум огорчен. Значи, буквално е неопислив злостор, би рекол, да правите пари на туѓа несреќа. Тоа е нешто недозволиво. И ние тоа го дозволивме. Ние имавме ситуација да оној што има пари може да си го спаси животот, оној што нема пари, нели, во лимен сандак. Тоа за лимените сандаци е посебна приказна, тоа е па посебна плячка на населението, затоа што ковид пациентите, умрените не се заразни за околината. Тоа тешка безсмислица е цело време што се погребуваат во лимени ковчеги. Да, професоре, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека разјаснивме некои дилеми за луѓето, дадовме и препораки. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Со професорот Драган Даниловски го завршуваме ова студио 10. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24. За кратко следува информативниот блок.